Зголемувањето на платите мора да биде поддржано од зголемувањето на продуктивноста. Светска банка предупредува, пред да се премине кон уште едно административно покачување на минималецот и на примањата во јавниот сектор, мора да се направат сериозни анализи. Во спротивно може да се предизвикаат негативни ефекти врз целокупната економија на среден рок. Ова е трета последователна година каде што се одвива дискусија за зголемување на минималната плата. Сите зголемувања во иднина на минималната плата треба да бидат нужно придружени со зголемување на продуктивноста. Пораст на платите во Северна Македонија главно е движен од растот на платите во здравството, во социјалната заштита, образованието, земјоделието, градежништвото и транспортот. На средини на долг рок практично ја подкопува конкурентноста на економијата. Владење на правото и структурни реформи. Ова е рецептот за одржлив раст кој го препорачуваат експертите. Светска банка советува да се внимава и со субвенциите, и за земјоделството и за бизнис секторот, како и со буџетските трансфери кон фондовите за пензиско и за здравствено, бидејќи просторот за зголемување на јавниот долг се стеснува. Се надеваме дека мерките кои што се најавени, кои што за своја цел имаат зголемување на плати и пензии и така натаму, ќе бидат надополнети со трошковни или приходни мерки, се со цел ова да биде фискално неутрално. Сериозен проблем на среден рок и за Македонија и за регионот е иселувањето. Анализите на експертите од оваа финансиска институција покажуваат дека земјава ја напуштиле половина милион луѓе, во најголем дел високо образувани и високо квалификувани. Македонија заедно со Молдавија, Ерменија и Босна и Херцеговина се земји од кои што имаме највеќе одлив на високо образован кадар. Светска банка ја зголеми проекцијата за раст на македонската економија за годинава од 2,9 на 3,1%. Сепак тој пред се е резултат на ниската основа од претходните години, како и на зголемената лична потрошувачка, а не на производството и на извозот.